20.000 членови на СДСМ се пријавиле до полноќ, кога истече рокот за пријавување кој ќе гласа на изборот за нов председател на партијата. Тие треба да изберат помеѓу Славјанка Петровска, Јован Деспотовски, Венко Филипче и Александар Бајдевски. За избор на новиот председател не е предвиден цензус, а за избран лидер на партијата ќе се смета оној кој ќе ја добие поддршката од мнозинството членови кои гласале на внатрепартиските избори. Изборниот процес ќе биде организиран од Централната изборна комисија со помош на 80 општински комисии. Предстојните избори ќе бидат трети внатрепартиски избори на кои председателот на СДСМ ќе се бира со непосредно гласање на членството. Партијата која беше на власт во последните речиси 7 години, на изборите доживеа пораз и освои само 18 пратенички мандати, а во синокешното обраќање новиот премиер Христијан Мицковски причините за изборниот пораз на СДСМ го образложи на следниот начин. Не ја научивте лекција. Кој сум јас да ви делам совети, но еве ќе си дозволам да ви дадам два совети. Првиот совет е дека со овие лаги и конструкции што ги слушаме овие 2 дена, нема да ја повратите довербата кај граѓаните.